Против 6 лица вработени во општина Битола поднесен е посебен извештај од полицијата до обвинителството за предметот Транспортер 2 поради несовесно работење и злоупотреба на службена положба, со што ја оштетиле општинската каса со 4.321.388 денари. СВР Битола, постапувајќи по наредба на основното јавно обвинителство во врска со овој предмет, го поднесе посебниот извештај поради постоење основи на сомнение за сторени две кривични дела: несовесно работење во службата и злоупотребена службена положба и овластување. Лицето СБ, секретар на општина Битола, иако немал ингеренции врз работата на Комисијата за јавни набавки, потпишал согласност за склучување на договори за превоз на ученици во учебната 2015-2016 со нереални пазарни цени. Додека лицето ВТ, градоначалник на општина Битола, донел одлука за најповолни понудувачи по тендерот за превоз на ученици во учебната 2015-2016 година, пошто потпишал штетни договори со две правни лица превозници од Битола. Градоначалникот Владимир Талески ова го оцени како уште еден обид на специјалното јавно обвинителство да се направи политичка хајка против него. Според Талески, кога СЈО правеше истрага во Битола, се покажа дека не постојат никакви докази за сторено кривично дело. Талески посочи дека се подготвени да ја докажат вистината. Нашата работа е честна и во сите предмети, не само во Транспортер, што се однесува до Транспортер 2. Во тој период, дел од СЈО и останатите од СДСМ направија уште една кривична пријава, па јавниот обвинител од Битола, неповикан, сакаше директно да соработува со СЈО за продолжување на мерките и за откривање на криминалот во нашиот град. Значи, тоа се случи, ние го имаме во нашите документи, иако во постапката нема ништо страшно. Доколку некој ценел дека цената е поголема, бидејќи се работи за групна јавна набавка, а која што морам да потсетам е многу значајна и важна, и ние ја прифативме за да им помогнеме на училиштата, а посебно на оние училишта кои што се блокирани. Дел нив и денеска се блокирани и немаа услови да направат тендер и да направат јавна набавка. Ги прифативме со цел да добијат пониски цени. Според Министерството за внатрешни работи, 4 од осомничените, инаку членови на Комисијата за јавни набавки во општината, спротивно на Законот за јавни набавки, поништиле постапка за избор на најповолен понудувач, иако во тендерската постапка констатирале дека понудените цени за превоз на ученици за учебната 2015-2016 се многу повисоки од реалните цени на пазарот, односно дека цената изнесува 3168 денари по ученик. Талески вели дека се е направено според закон, а со цел да им се излезе во пресрет на училиштата во заштеда на финансиски средства. Групната јавна набавка подразбира да ги обединиме сите училишта и тие, например, условно 27 деца од Ресен кои што треба да доаѓаат во Битола, да дојдат со еден автобус. Бидејќи сакавме да им помогнеме на училиштата и да заштедиме, со што а тоа подразбира да се спушти цената бидејќи вози едно возило. Тоа го направивме, меѓутоа на СДСМ, кои што се немоćни политички, тоа не им одговара. Еве ќе видите да сме здрави и живи, ќе го видиме следниот период откако дојде нивниот живот. На владино ниво, значи не знам дали ќе имаше некој поталентиран да направи поголеми катастрофи од ова што го гледаме сега во земјата. Инаку специјалното јавно обвинителство го отвори случајот Транспортер и поднесе обвиненија против градоначалникот на Битола и уште 20 други лица за злоупотреби со превозот на ученици во Битола тешки 360.000 евра. Според МВР, со преземените дејствија опфатени со Транспортер 2, пријавените оштетиле општината за над 4 милиони денари.